Добро вечер. Понеделнички стартуваме со најновото издание на Спорт Плюс. Секогаш најновите спортски информации, затоа останете заедно со нас. Започнуваме по краткиот џингл. Вчера на стадионот Бело Брадо во Штип се одржа турнир во фудбал во организација на фудбалскиот клуб Вардар. Ова е проект на Вардар кој ги вклучува и фудбалските школи од цела Македонија со цел да се пронајде нови таленти. Во проектот Јуниор Вардар Лига е вклучена и екипата од Штип Мал Ајакс и Слога од Виница. Па да погледнеме како се одвиваше сето ова и кој е значењето на овој проект на Вардар, дознаваме веднаш. Вчера на стадионот Бело Брадо во Штип по трет пат се одржа турнирот во организација на фудбалскиот клуб Вардар со екипи од регионалните фудбалски школи. Вчера се надпреваруваа генерациите 2002, 2003 и 2004, а учествуваа и екипите кои се во склоп на ФК Вардар, а тоа се Мал Ајакс од Штип и Слога од Виница. Преку проектот на фудбалскиот клуб Вардар, во кој се опфатени неколку клубови од Македонија, е со цел фудбалскиот клуб Вардар да се прошири низ повеќето градови и да ги пронајде најдобрите таленти. Проектот на ФК Вардар ќе го подобри младинскиот фудбал во Македонија. Овој проект на Вардар, што ги приклучиме овие 7 екипи што се од другите градови од Македонија, се покажа како многу добар. И Вардар Лигата што е многу добар проект направено за да се видат сите деца скоро од цела Македонија. Имаме во Охрид, во Ресен, во Ландово, имаме во Скопје екипи исто, што значи дека почна плодовите да ги береме, да кажеме, затоа што више имаме приклучено кон нашата школа во ФК Вардар 7 до 8 деца и тие се меѓу подобрите во своите екипи. И друга работа, бенефит од цел овој проект е тоа што, да речем, во сите помали градови заживеа фудбалот, заживеа, да речем, љубовта кон Вардар. Вардар се знае кој клуб е, каков клуб е и многу сега деца се приклучуваат. Во секоја школа сега во тие градови која има, да речеме, 50-60 деца, порасна бројот за плюс 20 до 30 деца и се надевам дека во иднина ќе има уште повеќе деца, што значи дека нашата школа ФК Вардар брои околу 300 деца и со овие школи заедно 1000 деца. Од 1000 деца планираме да испаднат доста добри деца што ќе бидат понатаму и за првиот тим на ФК Вардар. Кои се критериумите за да се влезе во ФК Вардар? Критериумите се тоа што секоја недела се играат утакмиците, ние присуствуваме на тренинзите кај сите екипи и ги гледаме. Нормално е, секој дете треба да има екстра квалитет сега зашто се многу деца, 1000 деца и мора да има екстра квалитет за да влезе во нашата школа, за да почне да биде член на нашата школа. Дали ова прва година што се организира? Прва година е, прва година и мислам дека за сега доста добро оди. Имаме во Охрид исто се играше и во Куманово. Сега и тука во Штип гледам дека е супер организацијата, супер е све, што значи вака треба да продолжи и плюс е многу придобивка друга е што сите деца ќе добијат шанса. Знаете како во секоја екипа има 25 до 30 деца, едни деца играат во лигата на ФФМ што е организирана фудбалска сојуз, другите играат тука и многу голема добивка што сите ќе добијат шанси и на крај ќе ги видиме сите деца и ќе се прават селекции. До сега колку деца се вклучени вака од другите градови? Затоа ви кажав, од другите градови имаме 7 до 8 деца, до сега вклучено, што сите се во нивните екипи сака што ги приклучиме, се меѓу подобрите, можам да кажам дека едни од најдобрите деца, што затоа викам тоа е голема придобивка од Вардар со овие школи што ги приклучиме. Више се одржува трета недела више овие регионални лиги на ФК Вардар. Ние сме одушевени со ова, како се вика, овие утакмици што ги играме, затоа што гледаме таленти по цела Македонија, како напредуваат. Ние првпат бевме запознаени со нив на кампот во Дојран. Со нив се запознаеме со сите екипи што се под окриле на ФК Вардар. И гледаме дека овие манифестации, овие утакмици ќе добиеме бенефит со овие утакмици и со тоа
Со тоа мислиме дека Вардар ќе добие по некој талент во секој град од нашава Македонија. Па организационо можеме да бидеме презадоволни, бидејќи во Македонија и општо на фудбалските терени ни недостасуваат вакви терени како што овој, каде што децата ќе можат без проблеми да ги искажат своите квалитети, бидејќи за дечиња на оваа возраст е доста важно да играат на добри терени. Колку време се подготвуваат дечињата во Скопје? Мислам, дали имат добри услови за Па да, во Скопје сега моментално се во изградба комплексот каде што ќе тренираат дечињата во помладите категории. Тоа се децата од оваа јуниор лига, ние што ги ја викаме детска школа на ФК Вардар, додека големите оние надпреварувачки категории тие веќе тренираат на поголеми терени, каде што исто така Вардар во скоро време ќе ги има едни од најдобрите услови за тренинг во Македонија. Овој проект досега се покажа како многу добар, благодарение на ФК Вардар кои полека но сигурно ги пронаоѓаат новите таленти. Во Штип се одржува третиот поред турнир што го организира Вардар. Тоа е еден од проектите кои ги организира Вардар со сите регионални школи во Република Македонија. Овде сме денеска екипите на Вардар, Виница и Штип, екипата на Мала Аекс. Ова е значајно не само за нашата екипа, исто за фудбалерите и за фудбалерите на Вардар и за македонската репрезентација. Денеска се собрани генерациите 2002, 2003 и 2004 и мислам фудбалската школа на Вардар ќе може да одбере голем број на таленти кои ги има овие екипи. Наредниот турнир по проектот на Вардар ќе се одржи најверојатно во Виница и ќе бидат присутни уште екипите на Куманово. Има ли таленти од Па во школата на Мала Екс има таленти кои ги пратат стручниот штаб на Вардар. Веќе сме во преговори со некои деца, посебно од 2004 година. Тоа го оставаме на стручниот штаб на Вардар. Денес Лигата Вардар продолжува во Штип. Пред 2 недели беме во Куманово, сега сме домаќини ние Штип, Мала Екс Вардар. Така да овде сме собрани, значи генерација 2002, 2003, 2004 и некои деца по перспективни од генерација 2005. Ќе се игра турнирски во зависност од колата кои што се поред, така што Слога Виница ќе игра со Вардар 2002, 2003 ќе играт Виница и Мала Екс, 2004 ќе играт Мала Екс и Вардар. Сите сме деца ќе бидат офатени, битна е дружбата, но секого и резултатите. Така, кој е резултатот до сега ги постигнат? Па ова лига, значи во прв план не се резултатите, во прв план се децата да ги офрлиме према фудбалот, према спортот и секако Вардар како школа кој што тражи таленти, кој што во последно време работат во на некој висок европски стил, секое квалитетно или добро дете да можат во нивната академија да створат некои деца за иднина на Вардар, за иднина на македонскиот фудбал. Значи, ние како клуб Слова 1934 Вардар од Виница, моментално сме на турнир во Штип, во организација од Вардар, ФК Вардар од Скопје, кој сме член, како и сите останати денешни екипи. Нашата екипа моментално, односно нашата школа, брои околу 80 до 100 дечиња, зависност од временските периоди. Моментално во нашиот клуб имаме 5 до 6 таленти кои што веќе напредуваат и кои се во подем на фудбалската игра и кои се забележени од скаутите на ФК Вардар. Дечињата се во различни генерации, но напредуваат во фудбалската игра. За овој проект што го прави ФК Вардар е големо значење за нашите клубови што се особено од источниот регион, бидејќи како што знаеме во нашата македонска лига само 2 клуба играат во прва лига, во втора лига како и да немаме, останати се во трета лига. Значи со овој проект се надокнадува желбата и за игра на фудбал на младите фудбалери кои ќе бидат идни правотимци, можда некој репрезентативец. Значи овој проект е секој за поздравување на ФК Вардар и мислам дека од сега понатаму дека фудбалот ќе оде во нагорна линија.
имам 13 години и тренирам во фудбалскиот клуб Малаекс веќе 4 години и играм позицијата шпиц. Јас сум Иван Глигоров, имам 11 години, играм во фудбалскиот клуб Малаекс, тренирам више 3,5 години. На која позиција? Играм шпиц. Јас сум Тоше Темелков, тренирам веќе 5 години во фудбалскиот клуб Слога 1934, моето место за играње е шпиц. Јас сум Лука Стојковски, тренирам во ФК Вардар. Колку време тренираш? Тренирам 3 години во Вардар. На која позиција? Голман. Колку си задоволен? Многу задоволен. Супер е Вардар. Кој е твојот тренер? Ане Андовски, тренер на Гомани и Слободан Мутибарич. Здраво, јас сум Блага Јаневски, доаѓам од Скопје, имам 12 години, тука веќе тренирам 2 години во Вардар, пред тоа бев дел од тимот на работнички и играм в средина. Тренер ми е Ане Андовски, пред тоа беше и Филип Арсовски. Во проектот Лига Вардар се вклучени 9 клубови, меѓу нив и ФК Мала Ајакс и Слога од Виница. Со стартот на овој проект околу 1000 деца ќе може да ги покажат своите квалитети. Во фудбалскиот клуб Вардар членуваат 300 деца, а заедно со овие школи кои се вклучени во овој проект број околу 1000 деца. Остануваме со фудбалот. Вчера се одржа 13-тото коло во првата лига во Македонија. Првопласираните екипи продолжуваат да се борат за првото место. Вчера на стадионот во Кочани Брегалница загубе од 0:2 од Шкендија. Вардар и Шкендија ја продолжуваат мртвата трка за врвот на табелата и по 13-тото коло од првата македонска фудбалска лига, во која и двата тима славеа на гостински терен. Шампионот и лидер Вардар го совлада Металург со 1:0 во Маџари и ја задржа предноста од 1 бод во однос на второпласираната Шкендија, која ја победи Брегалница со 2:0 на теренот во Кочани. Работнички дури во судиското продолжение го скрши отпорот на Младост, совладувајќи го со 2:0 на националната арена Филип II во Скопје. Тимот што летоска стигна до баражот за Лига Европа, а се мачи во домашното првенство. Ренова беше подобра од Силек со 2:1 во Боговиње. На средбата меѓу Хоризонт и Шкупи во Турново немаше голови. Пред редовното коло следниот викенд в среда во 13 часот и 30 минути во Охрид ќе се одигра за останатата средба од четвртиот круг меѓу Младост, Царев двор и Работнички. Идното коло ќе се одигра на 8 ноември и тоа помеѓу екипите на Младост и Металург, Шкендија Хоризонт, Шкупи Ренова, Силекс Работнички и Вардар Брегалница. Моменталната табела по одигрувањето на 13-тото коло изгледа вака. Вардар е на првата позиција со 33 бода, Шкендија со бод помалку 32, Силекс има 18 бода, Работнички, Ренова и Шкупи имаат по 16 бода, Брегалница и Младост по 13, Хоризонт Турново 12 и Металург на последната позиција со 5 бода. Вчера се одигра и 10-тото коло во третата фудбалска лига Исток. На стадионот во Делчево се одигра надпреварот меѓу екипите на Брегалница Голак и Овчеполе. Се одигра 10-тото коло во третата фудбалска лига Исток. Еден од најинтересните надпревари ова коло се играше во Делчево помеѓу екипите на Брегалница, Голак и Овчеполе. Надпревар кој заврши со резултат 1:1, откако на полувреме мрежите мируваа. Водопадлива фудбалска представа во која беа создадени повеќе шанси за гол и на двете страни. Фудбалерите на Овчеполе имаа 4 100% шанси за гол преку Игор Тодоров, Јорданчо Трендафилов, Филип Митков и Тодор Мирославев. Но сепак први поведува домакините во 84-та минута преку голот на Дарко Пешевски,
додека Овчеполи изедначи преку Филип Митров во судиското продолжение. Инаку судиската тројка од Штип предводена од Димитар Пилешков без грешки го судеше надпреварот во Делчево. Инаку дербито на колото во третолигашката фудбалска конкуренција овој викенд се играше во Радовиш, каде тимот на Плачковица го совлада тимот на Беласица од Струмица со 2:1. Убедлива победа забележа лидерот на табелата Академија Пандев, кој што ја совладаа слога со високи 7:0. Осогово по подолго време забележа победа на домашен терен совладувајќи го Радово со 1:0, додека победа по подолго време исто така забележа и Штипски баби кои со 2:1 го совладаа тимот на САС од Македонска Каменица. Во последниот надпревар работник Лозово славеше на гостински терен кај тимот на Карбенци со 5:1. Во низвесен ракометен надпревар, кадетите на ракометниот клуб Делчево не успеа да забележат нова победа со која ќе израдуваат домашната публика. 25-25 заврши надпреварот со кадетите од Радовиш, екипа која покажа солидно издание, но можеше лесно со пораз да си замине дома, бидејќи шансите за победа беа на страната на домакините. Сепак неискуството и немањето спортска среќа беа главните фактори овој надпревар да заврши со поделба на бодовите. Во вториот надпревар кој се играше во Делчево, младинките немаа што да бараат во дуелот против ракометниот клуб Металург и овој надпревар заврши со 14 гола разлика во корист на искусните ракометарки на Металург од Скопје. Сепак ништо не е изгубено за екипите од Делчево. Следниот викенд надпреварите продолжуваат на гостински терен. Кадетите во следното коло му гостуваат на тимот на ракометниот клуб Илинден, додека младинките ќе им се спротистават на ракометарките при ракометниот клуб Чаир од Скопје. ЖРК Вардар во вистинско светло со феноменална игра го совлада сега непоразениот дански Митјеланд. Конечниот резултат 33:24 ја покажува целосната доминација на Вардар кај на надпреварот. Македонските шампионки ЖРК Вардар ги совладаа данските шампионки со 33:24 и на половина од првата фаза се во водечкото трио во групата С од Лигата на шампионите. Наспроти најавите за тежок и неизвесен надпревар, ракометарките на Вардар неочекувано лесно и уверливо се справија со Митјеланд, декласирајќи го со 33:24 во дербито на третото коло од групата С во Лигата на шампионите. Втората победа сезонава ги издрмни македонските правенки со данките и со Гер, кои исто така имаат 4 бода по триумфот над Хипо од 29:21 во Виена. Брилјантно прво полувреме одиграа македонските првенки, добивајќи го со 16:8. Во вториот дел таа брзо порасна на двоцифрени 22:12, но потоа домашните ракометарки малку подзастанаа, што гостинките го искористија за да се доближат до 25:21. Двата ривала ќе ги одмерат силите и во следниот круг на 8 ноември од 17 часот. Македонската кошаркарска репрезентација остана без селектор, а Македонската кошаркарска федерација ќе настојува на позицијата да го врати Марин Докузовски. Македонската кошаркарска федерација настојува на селекторската позиција повторно да застане Марин Докузовски, со кого Македонија го постигна историското 4-то место на Евробаскетот во Литванија. Маријан Србиновски, кој ги предводеше црвено-жолтите на Евробаскетот во Загреб, повеќе не е селектор, откако управниот одбор на Македонската федерација на одржаната седница го прифати неговиот извештај и му се заблагодари за досегашната соработка. Македонската кошаркарска федерација ќе формира 3-члена комисија начело со председателот Петар Нумовски, која ќе има задача да го убеди Докузовски да ја прифати селекторската позиција. Сакаме тој да создаде нова репрезентација, да им даде шанса на младите, чие време доаѓа, изјави председателот на Македонската кошаркарска федерација Петар Нумовски. Во продолжение информации за светското кикбокс првенство во Белград. Македонската кикбоксинг репрезентација доби 2 златни медали од неодамно одржаното светско првенство во кикбокс кое се одржа во Белград. Ненад Манойловски во категоријата минус 69 кг киклайт извојува победа во финалниот меч над Искендер Челеби од Турција и го понесе приматот светски шампион. Исто така златен медал освои Димитар Ѓорѓиев во категоријата 74 кг киклайт со победа над полскиот представник Јерам Нроски, со што по трети пат едно по друго стана светски шампион. Конечниот скоро 2 први места и 1 бронза го надополни македонската репрезентативка Стефани Тодорова.
Инаку, освен овие награди, шлагот дојде на самиот крај кога Ненад Манойловски беше прогласен и за спортист на татами, признание кое значи најфер и најдобар техничар со еден збор спортист со големо срце. Инаку на ова првенство настапи и делчевчанката Кристина Стојчевска, која што во осмина финалната борба имаше повреда на коленото и го предаде мечот со италијанката Иленија Челебе. Кога сме кај боречките спортови, младиот беровчанец кој живее во Германија Кристијан Воденски во категоријата до 26 килограми во детската лига на Хесен и понатаму не знае за пораз. Тој извојува уште една победа за својата екипа Грисхайм, екипа која се бореше против тимот на Римбах. Популарниот кико го совлада Макс Хагедор на овој пат во борење слободен стил. Швајцарскиот тенисер Роџер Федерер победи на турнирот во Базел. Звездата на Лейкерс Коби Брајант влезе во историјата бидејќи стана прв кошаркар кој во ист тим помина 20 сезони. Дисциплинската комисија на УЕФА го одложи соопштувањето на казната за македонскиот репрезентативец Аријан Адеми. Европскиот вице-шампион Јувентус минатата сезона во Лигата на шампионите заработи 89 милиони евра. Следува спортските вести од Европа и светот. Швајцарскиот тенисер Роџер Федерер победи на турнирот во Базел. Федерер во финалето го победи Рафаел Надал со 2:1 во сетови. Швајцарецот во петиот гейм направи брейк за 3:2. Имаше водство од 4:2, а во деветиот гейм со нов брейк го реши сетот во негова корист. Ова за Федерер е седма титула во Базел, а ова му беше вкупно 12-то финале во Базел. Звездата на Лейкерс Брајант влезе во историјата, бидејќи стана прв кошаркар кој во ист тим помина 20 сезони. Лейкерс беше поразен на стартот од Минесота, но тој ден ќе го памети Коби до крајот на животот. Веројатно, ова ми е најважен ден, секогаш сонував да бидам со оваа организација кога бев дете. Повеќе од половина живот го носам овој дрес, изјави Брајант. Дисциплинската комисија на УЕФА го одложи соопштувањето на казната за македонскиот репрезентативец Аријан Адеми, кој падна на допинг тестот по надпреварот на Динамо Загреб против Арсенал во првото коло од Лигата на шампионите. Адеми на двата теста беше позитивен и се соочува со суспензија до 4 години. Европскиот вице-шампион Јувентус минатата сезона во Лигата на шампионите заработи 89,1 милиони евра, што е најмногу од сите екипи кои настапуваат во елитното надпреварување на стариот континент. УЕФА на клубовите кои во сезоната 2014-2015 година настапуваа во Лигата на шампионите им подели вкупно 1033 милијарди евра. Најголем дел од тие пари пристигнале од спонзорства и телевизиска гледаност. Во споредба со Јувентус пак, европскиот шампион Барселона од Маркет Пул заработи само 24,6 милиони евра од вкупната сума која изнесува 61 милиони евра. На третото место на оваа листа се наоѓа ПСЖ со вкупна заработка од 56 милиони евра, а во топ 5 се уште и Реал Мадрид и Монако. За повеќе спортски настани читајте и на нашиот портал kanalplus.mk. Се гледаме за 7 дена.